Овој викенд се одигра 5 надпревари од деветото коло на втората футсал лига, а која коло ќе се комплетира вечерва со мечот меѓу Партизан Јук и Енхалон од Струга. Екипата на Мал Ајакс од Штипе есенски шампион со учинок од 8 победи и 1 пораз на своето конто има 24 бодови, а во последниот меч за 2024 година во Штип со 8-3 славеше голема победа над ССК Скопје. Овче Пол имаше тешко гостување, забележа победа од 4-6 над конкурентот Балкан. Ланскиот прволигаш од Свети Николе забележа голема и важна победа на патот за враќање во првата лига против Балкан, кој исто така најавува амбиции за влез во прва лига. Кратово со 8-5 го совола тимот на Кршијака во преполната градска сала во Кратово, бидејќи овој надпрв беше последен за голмото екипитен на Кратово, Зоран Екимовски, кој поради повреда е принуден да ја заврши својата кариера. Првен се заблагодарувам за огромната публика што дојде денес во Кратово, во градската сала во Кратово, односно беше скроз полна до последно место и овој последен надпрв во мојата кариера, за жал, поради спортска повреда, односно лигаменти и слично, веќе дојде крајот, што не можам веќе да се бавам со спорт, но тоа е тоа. Денес во глобала завршивме супер надпревар, одигран перфектно. Благодарност голема, преголема до публиката, односно до цело Кратово, што дојде денес на надпреварот и ми остана во спомени. Победата беше посветена на Екимовски, а целата сала во Кратово во еден глас го поздрави капитенот. Карадако на домашен терен претрпе нов пораз од екипата на Се Университет со 0-3, а пак Кораби со 7-3 славеше над Конзоли од Битола. Во однос на табелата Мал Ајакс од Штипе е прв со 24 бодови, Овче Поле е втор со 18 бодови, а Балкан е трети исто така со 18 бодови, со што екипата на Балкан има меч помалку. На дното е Карадако како единствен тим без бодови.